Илјадници луѓе трпеливо го чекаа пристигнувањето на папата Франциск на плоштадот Македонија. Голем дел од нив беа од Хрватска, Босна и Херцеговина и Албанија, а до неговото пристигнување пееа христијански песни и се молеа. Тој пристигна од куќата на мајка Тереза во Скопје со возилото наречено Папа Мобил. Ci siamo abituati a mangiare il pane duro della... Навикнати сме да го јадиме тврдиот леп на дезинформацијата и завршивме како затвореници на дискредитацијата на етикетите и презиви. Верувавме дека конформизмот ќе ја намали нашата жет и завршивме напоени со рамнодушност и безчувствителност. Се нахранивме со раскошни и големи соништа и завршивме со јадење, одвратност, затвореност и осаменост. Се заситивме со поврзување и го загубивме вкусот на братството. Баравме брз и сигурен резултат и еве се наоѓаме совладани од нетрпеливоста и нервозата, како затвореници на виртуалноста, кои изгубивме вкусот и мирисот на реалноста. Градот пак уште од утрината живееше под вонредни околности, покривите на околните згради беа полни со полицајци. Но и покрај силните мерки, граѓаните со трпеливост и љубопитност го следеа обраќањето на папата. Меѓу нив имаше и некои што патувале со километри за да ги чујат неговите пораки. Мислам дека ни прави одлична чест да не посети. Неговите пораки за мир, за заедништво, за разбирање меѓу народите се универзални. Дојдовме да ги слушнеме тука во живо во Скопје и тоа ни е големо задоволство. Могоче боль мир на земји, зирама у републиках наших, зда изманшаних. Очекувам политички гледано да некакво помирување настане меѓу религиите што се кај нас. Бидејќи кај нас муслимани, ние православни после има и други веројатно будисти такви, не знам се кои не, меѓутоа мислам дека тоа ќе допринесе да се почувствуваме и европски на еден начин. На аеродромот во Скопје папата Франциск го пречекаа председателот Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев, придружени од владини представници. Во вилата на Водно папата одделно се сретна со двајцата македонски политичари и нивните семејства. Овој аспект ве прават пример на кој што треба да се угледаме за мирен соживот во меѓусебен реципроцитет. Овие посебни карактеристики во исто време се од голема важност на патот кој што побрза интеграција со европските земји. Иванов изјави дека папата доаѓа во време кога македонското општество е длабоко поделено. А македонската држава е шкоранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и различна доверба во меѓународната заедница. При посетата на вилата Водно, папата Франциск го истакна и напорот што го направила државата во прифаќањето на мигрантите од Блискиот Исток за време на бегалската криза.